Веќе подолго време опозицијата и многу експерти и невладини организации, како и медиумите, укажуваа на големиот проблем со загадувањето во нашиот главен град. Во последниве години Скопје полека сигурно стана најзагаден град во цела Европа. И факт е дека на сите наши апели, критики, барања, власта одговараше со молк. Факт е дека во последнава недела ова загадување доживува свој врв. И единствената порака, и единствениот чекор кој што го превземаат македонските власти е да ни советуваат да не излегуваме од дома, да ни советуваат децата да ги држиме дома и да не проветруваме. Единствената порака која што власта денеска ја испрати е да го исклучи и веб-сајтот кој што покажуваше колку Скопје е загаден град. Денеска сме во аеродром, општина која што исто така плаќа огромна цена на ова загадување. Лисиче, Газибаба, како и делови на Центар и на Карпош спаѓаат во најзагадените места во целата држава. И факт е дека загадувањето со отровните честички е веќе блиску до 10 пати повисоко од дозволеното. За жал, не гледаме никаква реакција, вистинска, која што ќе значи поздрав и поквалитетен живот на македонските граѓани. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз предвидуваме серија мерки на кои државата систематски ќе се бори против досегашното и актуелно загадување на главниот град. Она што го предложивме и во дебатата по буџетот оваа година, за жал безуспешно, ќе стане дел од нашата програма. А тоа е државата да помогне и финансиски да се задоволат сите еколошки стандарди за квалитетен живот и во главниот град и низ целата држава. Здравјето нема алтернатива. Министерството за здравство плаќа реклами кои што вели дека здравството нема цена, меѓутоа очигледно е дека власта многу ефтино го продава здравјето и на македонските деца и на македонските граѓани. Тоа мора да престане. Бараме уште денеска власта веднаш повторно да ги објавува податоците за загаденоста на Скопје и веднаш да се објават податоците за тоа од каде произлегува ова загадување. Не може во оваа држава за секоја добра вест власта да бара аплаузи, а за секоја лоша вест, која значи околу 2000 изгубени животи секоја година и огромна цена за нашите деца, за нашите граѓани, за нашите семејства, власта да дига раменици и да вели дека никој за тоа не е одговорен. Ова представува и крах на сите досегашни политики за така наречениот ден на дрва и покажа дека големата урбана мафија, која што владее со нашиот главен град, не ни го узурпираше само просторот, туку ни го узурпираше и воздухот и нашето здравје. Некој за ова мора да понесе одговорност. Ви благодарам. Повелете. Како тргнала маглата во Скопје, ни сонцето нема да го гледаме после лошата одлука. Меѓутоа, факт е дека овој пат, после 7 годишна пауза и паркирање на Македонија на спореден колосек во делот на европските интеграции, власта дури не се ни труди да создаде некои позитивни очекувања. Дигнале раце и очигледно е дека Македонија ќе продолжи да го губи времето. Во меѓувреме, Црна Гора ги тера преговорите, Хрватска стана земја членка на Европската унија, Србија ги чека преговорите, Албанија очекува дека на овој самит ќе добие кандидатски статус. За жал, Македонија и политички и економски секојдневно ја плаќа цената на овој застој во евроинтеграциите. Пред неколку недели можевме да ги проследиме бројките за тоа колку Македонија изгуби пари со овој голем застој во евроинтеграциите. Меѓутоа, парите не се единствениот проблем. Чувството на безперспективност, чувството на песимизам, на заборавеност веќе доминира во Македонија. И за жал, никој во ниту еден момент од власта не превзема одговорност, ниту пак вели дека има некаков план како да ја спасува државата. И за жал, тоа е атмосфера во која што ќе го дочекаме и следниот самит.